Јас сум Весна Кузмановиќ, основач и управител на Агенцијата за истражување на пазар и јавно мнение, Stratum R&D, која што функционира од 2015 година, како продолжение на првата компанија која што 2000 година всушност влегов во предприемништво. И тогаш тргнав исто со компанијата Stratum Research, која што беше строго насочена кон истражување, тоа повеќето во бизнис сектор. Во 2007 таа компанија беше купена од ГФК, тоа е интернационална компанија за истражување. И потоа до 2015 додека беа присутни тука на македонскиот пазар, пред да решат да се повлечат од просторот на Балкан, тоест на територијата на Адриатик регион, така наречен, останав како управител на таа компанија и потоа 2015 започнав со нова компанија која што повторно е во истата област, но сега со дополнителни услуги да делува како надворешен R&D, односно Research and Development Center, затоа што голем дел од компаниите во Македонија нема дел кој што е посветен или на иновации, на развој на нови производи, услуги и така натаму. Така да 20 години сум, повеќе од 20 години сум во предприемништво и некако можам да забележам каков е напредокот или уназадувањето на бизнис климата, поготово од аспект на жени кои што се раководители или пак кои се основачи во компаниите. Она што некако се чувствува во бизнис климата во државата, во регионот или на глобално ниво, е дека женското предприемништво, односно компании кои што се основани и водени од жени, се повеќе расте, но не значи тоа дека и климата, односно основањето и водењето на компанија се олеснува. Напротив, мислам дека заради развојот на технологијата, заради многу работи кои што всушност влијаат позитивно на предприемништвото, од една страна, од друга страна ви имате се поголема конкуренција и во конкурентската борба кога ќе излезете на пазар, тогаш и нема разлики помеѓу половите или на основачите или на управителите. Така да, она што е, например, кај нас, различно од Европска унија, е што не постојат толку многу фондови кои што го потикнуваат женското предприемништво, не постојат никакви регулативи кои што го леснуваат водењето на компанија. Не знам колку сте во текама, во Србија, например, има Сдружение на жени предприемачи кои што активно се борат за тоа да жените предприемачи имаат право на боледување исто како и сите останати жени кои што се во работен однос, заради тоа што предприемништвото не трпи отсуство од работата 9 месеца и повеќе. И така натаму, со тоа што кај нас се уште ние жените предприемачи сме веројатно некаков посебен ков во кој што успешно се бориме без да побараме нешто повеќе од она што ни следува. Нема никаква, не само регулатива, дури односот на државата наша кон жените предприемачи во ниеден случај не е потикнувачки. Иако се разговара за тоа дека треба да се подпомогне жените да почнат сопствен бизнис и така натаму, не заради самите жени, туку заради општеството, не се работи многу на тоа, со тоа што јас сум убедена и тоа се докажува во мојата повеќе од 20 години пракса, дека женските принципи на раководење се многу поуспешни во бизнисот отколку машките, заради тоа што се заснуваат на емпатија, заради тоа што комуникацијските вештини на жените се многу поинакви, мотивацијата на вработените е сосема поинаква од жени предприемачи, од компании или кои што се водени од мажи. Самиот начин на креирање на екосистемот на предприемништво од жените е многу позитивен гледано како импакт на поединката, заради тоа што жените, ако успеат да го наметнат оној принцип женски во бизнисот, заради тоа што се мајки, затоа што се пол кој што е многу поемотивен, емпатичен, со поразвиена емоционална интелигенција и така натаму, тоа е екосистем кој што се базира многу повеќе на соработка, односно на не компетиција, туку напротив, она што значи соработка, кооперација и така натаму. Така да единствениот принцип женски е предност во женското предприемништво.
со тоа што во ниеден друг аспект, например, жените во мојата компанија, например, сме од 7 вработени, сите сме жени, само едно машко имаме овакво вработено, тоа е 6 жени, од кои што 5 се самохрани мајки. Значи, тоа е принцип во кој што жените, покрај тоа што се образовани, се некако многу поистрени во работните задачи, многу потемелни, никогаш не оставаат нешто од денес за утре, и искуството покажува дека со жени, поготово оние кои што се самохрани мајки, заради тоа што се препуштени не самите тие на себе, туку и нивното семејство, се многу поголеми борци, успеваат да ги завршат работните обврски на многу високо ниво во пократок временски период и така натаму. Така да тој принцип треба да се негува и треба да се развива, но сепак мислам дека мора да биде препознаен и од средината која што треба да даде поддршка за тоа. За среќа, нашава држава не, но многу странски донори се обидуваат да го поддржат женското предприемништво, па така многу често има повици од како Европска унија, потоа USAID, различни развојни агенции на државите од Европска унија, како швајцарската, шведската агенција, амбасадите тука се обидуваат всушност да ги потикнат жените да започнат собствен бизнис, и тоа бизнис кој што ќе биде во делокругот на кој што се тие навистина образовани за тоа за кој што имаат вештини, затоа што па единствен начин да жената стане независна и срекна како личност, треба да има првенствено финансиска независност. Она што сметам дека е и шанса во Македонија е доколку жените не сите сакаат да отворат, не знам, консултантски куќи или компании кои што се базирани на услуга, заради тоа што сметаат дека е тоа полесно. Мислам дека успехот е ако ние жените успееме да се усовршиме во некаква дејност, поготово во оние вештини кои што замираат не само во Македонија, туку и на пошироко ниво, како што се, не знам, занаетчиствата, потоа огромен дел на професии кои што се поврзани, например, со, не знам, рачни изработки, она што представува култура и традиција на Македонија и така натаму. Сметам дека отварањето на микрокомпании кои што нели од жени се единствениот начин на кој што државата ќе може некако и економски да се подигне, заради тоа што ќе има луѓе кои што се ангажирани, луѓе кои што ќе може да се вреднуваат самите преку трудот кој што го вложиле и нормално тоа да биде финансиски нели исплатливо. Според мене тоа е иднината, со тоа што ви кажувам, не секогаш сум толку оптимистично расположена во однос на женското предприемништво, заради тоа што навистина со многу ограничувања се соочуваме, поготово кога сакате да засновате семејство, тогаш пазарот не трпи нели отсуство на раководителот, на основачот и така натаму, а во исто време па заради пад на наталитетот единствен начин за да преживее оваа нација е дека треба да станува, мислам да наталитетот да расте преку раѓање на деца, поготово од жени кои што сметаат дека можат нели да ги изведат и тие деца на пат, а во исто време да не навлезат во тој круг на сиромаштија кој што постои тука кај нас. Она што исто така мислам дека е некаква шанса за женското предприемништво, поготово ако зборувам во областа во која што јас функционирам, тоа навистина е само едукација, доедукација, унапредување, заради тоа што маркет ресерчот, например, како индустрија, повторно е недоволно препознаена и недоволно користена во Македонија. Компаниите се повеќе одлуките ги носат базирани на интуиција, базирани на муабети кои што ги слушнале, од информации кои што ќе ги прочитаат од весници, ама тоа се несистематизирани информации и така натаму. Сметам дека единствен начин е, значи, силен став произнесен од жените кои што работат во таа област, дека тоа навистина е наука и дисциплина која што е неопходна за да можете вие да го испланирате бизнисот, за да можете да донесете одлуки кои што потоа ќе ви помогнат уште повеќе да растете, а тоа може да се постигне само со постојана доедукација, заради тоа што
брзо се одвива се, не само заради технологијата, туку и заради тоа што се повеќе компании се основаат во области во кои што и дисциплини кои што претходно и не биле познати, сето тоа има импакт на екосистемот и вие ако не ги следите тие трендови, ако не ги прифаќате тие нови технологии, ако не го подигнете вашето знаење и снаоѓање во исто време во тој екосистем, тогаш многу се намалуваат шансите, нели, за успех. Она што покрај што сакам да го препорачам, нели, на сите жени предприемачи, покрај тоа што треба да се борат со нели во самата индустрија, треба да имплементираат многу работи кои што се во област на технологијата, унапредување на професијата преку користење на алатки кои што се софтверски, нели, развиени заради тоа што ги надминуваат сите ограничувања кои што ги има во одредена индустрија и така натаму. Еден од тие мотиви беше што Stratum R&D доби поддршка од ФИТР за развој на решение кое што е ултра иновативно не само тука во Македонија, туку на глобално ниво, и ние сме една од ретките компании која што со средствата од ФИТР успеа да направи решение кое успешно се бори на глобалниот пазар. Тоа е Impala, решение кое што е базирано за невромаркетинг, е базирано на најнови технолошки овакво достигнувања, да се мери движењето на зеница на око, препознаваат емоции преку лице и така натаму, и се тоа преку камера од лаптоп, кое што практично таквото решение го прави достапно. Ете го пак женскиот принцип дека ние не го задржавме тоа решение да биде само наша конкурентска предност во компанијата, него го правиме демократизација, односно правиме решение кое што е достапно на сите, кои што може да ги искористат тие алгоритми без при тоа да вложуваат многу, нели, во research and development, кој што е значителна сума на пари, односно сите маркет ресерч агенции, HR агенции, голем дел од луѓето и компаниите кои што работат во област на маркетинг, адвертайзинг и така натаму, можат сами практично да ги тестираат решенијата. Така да една од обележјата исто така на женските компании е тоа дека не се задоволуваат да функционираат само на еден мал пазар како што е македонскиот, туку имаме многу големи амбиции за да се успее и надвор од Македонија, за да се докаже дека може.